Здраво, пријатели. Последно време често слушаме за излегување од Матриксот. Escape the Matrix. Escape the Matrix. Escape the Matrix. Escaping the Matrix. Ова е видео како реално се излегува од него. Патем е видео каде што раскажувам како мене ми се скрши реалноста и јас излегов од Матриксот. Остане до крај, бидејќи можеби ќе бидеш и друг човек. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life. That there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there. Like a splinter in your mind, driving you mad. Приказната почнува кога бев трета година средно. Бев интелигентно дете, но не ми се учеше многу. Посебно не хемија која во тој период ми беше многу досадна. Па само гледав да поминам со пролазна оценка. Беше 9 јуни и јас бев во школата за да одговарам хемија за да не одам на полагање. Најлошо нешто што може да ми се случи на некој средношколец. Да оди на полагање и да му се скрати распустот и слободата што доаѓа со него. Шетав низ школата и ја барав професорката по хемија која никаде не можев да ја најдам. Шетајќи среќав едно дете кое често пати беше метод на подсмев и задевање од страна на мене и моето друштво, бидејќи беше феминизиран, а и често знаеше да не издава кај професорите. Како поминував покрај него, така и јас го исмевав. Го исмевав со кажување на неговото име на феминизиран начин, што често беше и начинот кој го исмевавме. Бидејќи многу ја барав професорката и талкав низ школата, го среќавав него неколку пати. Го среќавав неколку пати и секој можен пат го задевав на исти начин. Талкајќи така низ ходниците станав многу очен, а помислата дека ќе одам на полагање, навистина многу ме плашеше. Така стоев пред главната канцеларија. Тогаш се случи нешто неочекувано. Ме приметило истото дете и дојде и ме праша дали ја барам професорката по хемија. Му реков да. И тогаш ми кажа точно кај се наоѓа професорката. Во тој момент нешто во мене пукна. И од тогаш ништо не беше исто. Отидов во кабинетот кој ми го кажа и професорката навистина беше таму. Одговарав и не отидов на полагање. Не можев да поверувам, ниту да се помирам со тоа што се случи. Некому на кој не само што не сум му направил добро, туку сум му направил лошо, ме спаси од ситуација што за мене тогаш беше многу страшна. До ден денес сум му многу благодарен, бидејќи ми беше голем учител со постапка што верувам за него дека беше секојдневна и вообичаена, а мене животот ми го смени. Зошто тоа толку ме скрши и ми ја сруши реалноста во која живеев, ќе ви кажам повеќе понатаму во видеото. А пред тоа сакам да ви дадам еден поголем контекст со фаќање на неколку теми. Матрикс е филм во кој луѓето што е нивното раѓање се контролирани од вештачка интелигенција и го живеат животот во виртуелна реалност за која не се ни свесни. А реално живеат во келии и им служат на машините како начин на генерирање струја. Одличен филм кој покрај оскарите остана во свеста на луѓето како дел од поп културата. Концептот за Матрикс е користен на многу движења кои имаат за цел да прикажат дека живееме во различна реалност од таа што ни се прикажува. Иако идејата за Матрикс се материализираше во филм и стана популарна во последниве 20 години, сепак суштината на Матриксот постои веќе неколку милениуми и на исток и на запад. На запад е преку алегоријата на пештерата од Сократ, од каде е директната инспирација за филмот Матрикс. Сократ го представува животот на луѓето кои од мали се во една пештера и никогаш не го виделе животот надвор од неа. Свртени се и оковани цело време да гледаат во еден зид од пештерата. Позади нив има оген, а позади огинот други луѓе со предмети во рацете. Окованите луѓе не можат да ги видат другите луѓе, само сенките од предметите што ги имаат во рацете. Па нивната единствена реалност се сенките од предметите на другите луѓе. Тие никогаш не се свртеле да го видат огнот, другите луѓе или вистинските предмети. А поентата е да излезат од пештерата, да го видат сонцето и вистинскиот живот надвор од пештерата. А сега се селиме на истокот за да се запознаеме со концептот на самсара. Самсара, или во превод талкање, е вечниот круг на задоволство и болка, среќа и страдање, раѓање и умирање. Пријатно чувство при вработување, болка при отказ, задоволство при водење љубов, напнатост кога тоа не се случува, среќа кога се чувствуваме енергично, непријатност кога се чувствуваме болно. Пријатност кога сме безбедни, болка кога сме во неизвестност. Ова е животот на самсара. Човек не може ниту да изгуби, ниту да победи.
Напуштање на тие кругови настанува кога некој ќе престане да се идентификува со тоа на што му представува уживање или дејство и ќе почне да се гледа како нешто што е оделно од умот, егото или телесните уживања. Битно е да се напомене дека разидентификувањето не значи да ги оставиме сите пари, коли или куќи и да отидеме да живееме во шума. Туку значи да не се поистоветуваме со истите. Пример, некој има добра и скапа јакна. Ако човек се идентификува, ќе мисли дека е повреден со истата. И ако ја изгуби, ќе се чувствува дека е помал и дека изгубил нешто битно. Додека некој без идентификација ќе ја гледа како предмет кој го користи да не се смрзне во зима. Можеби јакна, кола и слично не се ваши идентификации, но прочепкајте во себе бидејќи секој има по некоја идентификација. Тоа може да се својата професија, пол, сила, талент, финансиска состојба, изглед и многу други работи. Порано мислев дека е лесно да се ослободиме од идентификациите, но како поминуваше време, сваќав дека идентификациите доаѓаат од секоја, ама од секоја меморија во мојот живот. Секој збор што некој ми го кажал, секој поглед што некој ми го упатил, сите можни мемории, сите добри или лоши работи што ми се случиле, го создале идентитетот во мене. Во видеото за волците зборував како односот на мајка ми го создало тоа невредно чувство во мене. Тоа беше мојот идентитет. Идентитет на дете кој мора да прави глупости за да го привлече вниманието на останатите кон себе си. Се со цел да се чувствува вредно. Па така доаѓаме повторно до случката што ви ја раскажував пред моце. Причината зашто таа случка ме скрши беше токму тој идентитет. Бидејќи некој дете на кој му правам неубаво и очекувам да ми враќа неубаво, го прави токму спротивното. Се однесува со мене како човек кој е вреден. Од една страна беше белиот волк кој беше свеста, а друга страна беше црниот волк кој беше идентификацијата. И тогаш пукна таа идентификација. Тоа што го мислев за себе и тоа што случката ми покажуваше за себе беа две работи кои не можеа да одат заедно. Или требаше да го игнорирам тој момент, или да се сменам. А настаните што ги раскажува во минатите видеа направија база во мене да јас не можам тоа да го игнорирам. Па се што ми остана е да се сменам. Не дека во тој момент целосно излегов од матриксот. Но се случи првата поголема пукнатина која после тоа се ширеше. Од таму натаму во мојот живот превладуваше белиот волк. Почнав да размислувам со своја глава, да правам посмели одлуки, да гледам што навистина е добро за мене и за другите луѓе. Веќе не бев пловка на сред море, контролиран од пониската природа или пак надворешните текови. Како што веќе кажав, сите навики, действија или постапки што денес ги правиме се само програми во матриксот кои сме ги стекнали врз база на нашите мемории. Сме доживеали, сме стекнали убави работи и сега не сакаме да ги изгубиме. Друга страна, сме доживеале неубави работи, па тоа што ни останало исто така не сакаме да го изгубиме. Па затоа животот ни се врти околу безбедност. Тоа исто така прави да живееме во круг во едни исти навики. И тие навики не се проблем сам по себе. Прашање е само дали сме свесни за нив. Може би имаме корисни навики за нас. Тоа би било како да имаме некоја многу убава и раскошна палата во која имаме се што сакаме. Замислете дека не можеме да излеземе од таа палата. Веќе не е пријатна, нели? Колку и да е убава, ние можеме да ја уживаме само ако имаме можноста да излеземе од неа. Така и навиките во нашиот живот. Може да се корисни, но може да ги уживаме само ако имаме можност да излеземе од нив. Прашање. Кога последен пат во животот сте се почувствувале како да се вртите во круг? Напишете во коментар подолу. Кога се врте, ама пишете во коментар. What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? Еден од начините како да го препознаеме нашиот идентитет во матриксот е да правиме различни работи. Работи кои се надвор од нашата комфорт зона и работи кои се спротивни од она на што сме се навикнали. Мали работи како четкање на завите со друга рака, бирање друг пат некај дома, зборење со луѓе кои ги избегнуваме, па се до поголеми работи како скокање од авион, допирање змија, патување сами или пак во далечни земји. Буквално сите мали или големи работи кои се надвор од она на што сме се навикнали. Додека ги правиме тие работи, битно е да ставиме барем едно око отворено за како тие активности не влијаат. На тој начин можеме да го пипаме ѕидот на нашиот матрикс, а верувам дека кога ќе го воочиме, ќе сакаме и да поминеме низ него. Повторно ќе споменам медитацијата која како техника ми овозможи да го видам тој ѕид.
Со редовна медитација мојата свест растеше. Свеста е оној слој помеѓу дразбата и реакцијата. Дразба е некој да ме опцуе, а реакција е јас да му вратам со опцујање. Тоа ми даде мок на одлука, дали сакам да реагирам на истиот начин како порано. А со тек на време ми покажуваше која меморија од мојата подсвест ми ги предизвикува тие реакции. На тој начин можев да го регулирам моето однесување. Природно и доаѓаме до овој лик и неговата идеја за Матриксот. Мислам дека по содржината на видеото разбирате зошто Матриксот е многу повеќе од излегување на работно време 9 до 5 или било што од социјален аспект или пари. Не дека тоа не си има своја вистина, вредност или тежина, но да го сведеш Матриксот само на надворешноста без да погледнеш во себе си е огромно промашување на поентата. Искрено не е лесно да се излезе од Матриксот. Бара голема храброст да се видиме себе си и останатите во светла кои не сме си ги признавале до сега. И највеќе од се бара редовно ширење на оно што мислиме дека сме ние. Одново и одново, се дека не излеземе од затворот наречен јас. Ова е четвртиот серијал од 5 видеа кои можеш да ги видиш негде на екранот. Ако сакаш да го видиш следното, кликни на звончето под екранот. А можеш да ме следиш и на Instagram, TikTok и Reddit. Се гледаме во некоја наредно видео.